Зошто блиските не те поддржуваат? Моментот кога ќе тргнеш кон својата цел, кон својот план, чувствуваш дека поддршката околу тебе, односно од оние луѓе од кои што највеќе очекуваш, едноставно ја нема. Близината ја убива почитта. Звучи сурово, но вистината ретко кога е нежна. Како да научиш да се поддржуваш сама себе си на патот кон унапредување или подобрување на твојот живот? Тоа не значи дека ние нема да бараме поддршка, дека ние нема да бараме ресурси, дека нема да бараме луѓе кои што ќе не поддржат. Него едноставно да го решиме проблемот и главната болка на патот кон остварување на нашите цели, а тоа е очекување на огромна поддршка од блиските. Зошто секогаш кога ќе зачекориме кон некаков напредок, раст, откажување од нешто, подобрување на нашите навики, промена на нашите навики, секогаш наидуваме на неподдржување од блиските. Некој пат се случува дури тие да не исмеваат или едноставно да немаат верба во нашата патека кон подобрување на нашиот живот. Треба да се свати дека тие луѓе околу нас ја чувствуваат блискоста со нас и секогаш ја повикуваат онаа верзија од нас која што највеќе нив им годи. Никако не можат да се спојат и да почнат да те гледаат од верзија на раст. Твојот раст и твоето целење кон промена на твојот мајндсет или твоите навики или било какво тргање на патека на успехот ќе биде исмеано, бидејќи ти ги потсетуваш на сето она за што тие немале храброст. Близината често пати развива комфор. Комфорот развива на несвесно ниво љубомора, бидејќи гледајќи како ти се менуваш, ги потсетува нив зошто тие стагнираат. И ова нема врска со љубовта што тие чувствуваат кон тебе. Откако ќе исчекориш, откако ќе почнат првите победи, секако дека ќе аплаудираат и ќе те поддржат. Но како ти овој транзиторен период да го преживееш сама? Односно, како размислено, реално, мудро, стабилно и разумно да чекориш кон твојата позитивна промена, без да очекуваш поддршка од оние кои што ти се најблиски или од оние од кои што највеќе очекуваш. Реално поддршката е мит. Често пати очекуваме од другите и страдаме во тоа очекување без некоја голема причина. Зошто? Бидејќи можеби тие околу нас и немаат некои перформанси кои што не се на нас потребни. Можеби тие околу нас и немаат вештини да ни помогнат, можеби немаат ни ресурси. Некои од нашите блиски се чувствуваат и виновни што не можат, на пример, да ни помогнат со вештини, со некои финансиски ресурси или со знаење. Често пати она што го сакаме ние нема врска со нашите блиски. Често пати она што го сакаме е многу различно од тоа што го сакаат нашите блиски. Затоа овој судир треба секој од нас да го свати како најреален. Зошто? Бидејќи тие околу нас имаат различни животи од нашиот и секако секој од тие животи носи своја компликација сама по себе. И сега откако свати дека можеби еден дел е и нереално твоето очекување блиските да те поддржат по било кој основ, како ние да излеземе од тоа? Некои луѓе остануваат во постојано очекување во другите и на крајот не се остварува она што го сакаат. Едноставно горат во желбата да бидат поддржани од другите
Едноставно не можат да се осетат сами себе способни да можат да одат по патеката на успехот. И сега да видиме кои се оние процеси и вежби кои што ќе ни помогнат да излеземе од потребата за поддршка од ониот кој што најмногу очекувал. Процес број 1. Разобличување на илузијата. Секогаш поставувам процесни прашања кои што треба да поттикнат одреден процес во тебе, да почнеш да се испитуваш себе си, за да може да настане промена на мајндсетот. И како сега ќе ја разобличиме илузијата? Прашај се себе си. Од кого очекувам дозвола да бидам тоа што сум? Зошто е забрането да сум тоа што сум? Која е онаа способност која што имам јас, а другите околу мене ја немаат? Од кого барам очи за да видам нова патека? Дали од тие што очекувам да ме поддржат, мене ми се допаѓа нивниот живот? Често пати лутаме и бараме совети од луѓе од кои што можеби тоа нас што не треба, па и не можат да ни го дадат. Едноставно го немаат во нив тоа нас што ни е потребно. Затоа сега во продолжение убаво ќе разгледаме како да размислиме јасно и бистро од каде можеме да земеме ресурси, кои се ресурсни личности, кои би не поддржале и така натаму. Но прво одговори на овие прашања од процес број 1, кај што ние фактички ја разобличуваме илузијата. Поентата на сите овие процеси што ги работам со тебе, а и со моите клиенти, секако на инакво ниво, на подлабоко ниво, е фактички да се развие внатрешниот центар во нас. Да се развие она наше внатрешно јас, да се појача тој центар и да добиеме ние цврстина од внатре, што секако реалноста ќе ја потврди. Процес број 2. Пресек со детската позиција. Како да прекинаме да делуваме од детска верзија? Детската верзија во нас секогаш постои, ќе постои, таа има и своји добри страни. Но една од тие, да кажам, малку негативни страни на детската верзија е постојано очекување на некаква поддршка од другите, иако сме ние возрасни и можеме сами да се снајдеме во овој свет. Секако тоа е поентата на сите процеси што ги работиме овде заедно со мене, е како ние фактички да можеме да исчекориме и без ничија поддршка. Пресек со детската верзија. Ослободување од стравовите на детската верзија. Тоа би значило дека ние како возрастни секако имаме капацитет да размислиме разумно и да сватиме дека детето во нас, нашето внатрешно дете, има потреба од поддршка од најблиските. Но што ако зачекориш сама? И ако најдеш попатно некои други ресурсни личности или личности што не можеби и многу повеќе ќе може да те поддржа од оние околу тебе. Следниот чекор е да забележиш во кој момент твојата енергија паѓа. Доколку имаш акционен план за новата цел, точно како треба да се одвива, во кои моменти твојата енергија паѓа, каде не можеш да се снајдеш ти. Ова е многу добро да се детектира, бидејќи точно ќе знаеш што да правиш кога ти паѓа енергијата. Најчесто е решението да се остави еден момент на страна на акциониот план, малку да се примириш себе си и да видиш каде можеш да најдеш, кои се тие ресурсни личности кои што тебе можат да ти помогнат. Просперитетот не расте во изолација.
во просперитет се оди со помош на мрежа од ресурсни личности. И сега земи време и размисли. Кои 3 ресурсни личности можат да ми помогнат да ми се олесни мојата цел? Кои се тие 3 ресурсни личности кои можат да те поддржат и да ти помогнат во остварување на новата цел? И сега мало објаснување околу ресурсните личности. Ресурсните личности не можат да го изодат патот што треба да го изодиш ти. Ресурсна личност помага, но не извршува наместо тебе. Па доколку ти паднат на памет некои важни личности, размисли како да побараш помош, меѓутоа во форма во која што ти ќе ги извршиш сите тешкоти, а они ќе ти помогнат со совет, можеби некој ќе ти помогне и со финансии, или каде можеш да се обратиш за финансии, совет, искуство и така натаму. Некогаш информациите се многу поважни и од самите финансии. Точна информација и точно како да ја одиш патеката некогаш е поважно отколку некој да те поддржи финансиски. Затоа мудро размисли кои 3 ресурсни личности ќе ги одбереш да ти помогнат на патеката кон остварување на новата цел. Следната вежба е кои вештини ти се потребни. Че нас ни се потребни некои вештини кои што ќе ни помогнат да изодиме патеката. Ние тука учиме фактички како да ги олесниме внатрешните очекувања, да ја разобличиме илузијата за поддршка и помош од блиските, да не изгориме во очекувања блиските да ги извршат сите работи што треба фактички ние да ги извршиме, и како ние фактички да го развиеме таа внатрешна сила, тој внатрешен центар, и за да може да одиме по патеката која што сме одбрале за да дојдеме до она што го сакаме. И сега како да препознаеш ресурсна личност? Ресурсна личност треба да биде просперитетна личност. Личност која што ти се допаѓа на тебе тој живот кој што го живее просперитетната личност. Тоа е едно. Второ, основни карактеристики на ресурсни личности или просперитетни личности се јасност, акција и потенцијал. Едноставно ресурсните личности се магнет за јасност, за потенцијал, добри идеи, разбирливост, стабилност и смиреност. Ова секако ќе ти помогне да препознаеш ресурсна личност. Секако, разгледај го акциониот план и види ги сите оние вештини што треба да ги стекнеш по патот. Ако немаме познавање за некоја вештина, ние ќе треба да седнеме и да почнеме од таму. Ја знам дека е тешко, но не можеме едноставно така лесно да оствариме сето она што го сакаме. Попатно, додека одиме до новата цел, ќе ни се јават низа нови и нови, да кажам, проблеми, кои што ние треба коренито да ги разрешиме. И сега да видиме зошто воопшто бараме и очекуваме поддршка од другите и што всушност значи да изгориме во потребата и во очекувањето на поддршка од блиските. Работа со сенка. Вежба број 1. Кој има корист и бенефит од тоа јас да останам како што сум? Кој има корист јас да продолжам да бидам овој идентитет кој што сум? На кого прв ќе му смета мојот раст?
Која личност јас би станала ако би престанала да објаснувам, да раскажувам, да барам, да се лутам на други? Која личност би почнала да станувам јас ако зачекорам и почнам да действувам, наместо да објаснувам? Кои чувства се јавуваат во мене кога не сум поддржана? Дали тоа лутина, срам, вина? Како се чувствувам јас кога не сум поддржана? Дали од оние кои што највеќе очекувам? Кој дел од тебе се чувствува како жртва кога не е поддржан? И сега обрнемо внимание на овој дел од тебе кој што се чувствува неподдржан. Кога би можел да проговори само тој, што би рекол тој дел? Дали се чувствува тој дел од твојата личност напуштен, несигурен, безнадежен, сам или сама? Како се чувствува тој дел од твојата личност, од каде што доаѓа целата лутина, целиот гнев, страв, безнадежност? Како се чувствува тој дел? Некои од вас, кои што се нели, кои што веќе ги работеле моите вежби, можат да седнат и да напишат во тетрадка или во тефтер каде водите, или може дигитално во ноутс. Која е пораката од овој дел во тебе? Како се чувствува овој дел од тебе, чувство на жртва што не е поддржан? И неколку прашања за оваа сенка или чувството на жртва. Кого го обвинувам за мојот неуспех? Каква моќ им давам на другите со тоа што постојано очекувам нешто од другите? Каде сум јас тука? Што добивам со тоа што сум неподдржана? Каков вид на добивка имам од тоа што постојано обвинувам дека не сум поддржана? Каков изговор имам? Каков изговор добивам со ова? Не сум поддржана, не ме поддржуваат, заради нив ете не успеав, се чувствувам исплашено, безнадежно, не можам сам или не можам сам и така. Што ни обезбедува ова чувство на жртва? И последниот процес, што е она што веќе го имаш? Која стабилност, кои вештини, кои знаења веќе го имаш, а може да ти помогне многу на патеката кон остварување на целта што ја сакаш? Што е она што веќе го имаш како ресурс? Што е она што веќе ќе ти помогне? Што е веќе стабилно, што веќе го имаш? На кои процеси, активности и надградба собствена ќе се посветиш во наредниве 90 дена? А кои се оние мали микрочекори што ќе ги превземеш уште денес? Бидејќи верувај, мали чекори носат до голема цел. Разликата е во нашата упорност и континуитет и издржливост. Секако, чувството за поддршка ќе го добиеме по патеката, по било која патека и да тргнеме. Ние посекако ќе наидеме на поддршка и помош, може би од луѓе кои што се потполни странци. Зошто добиваме поддршка од потполни странци? Бидејќи тие не ја знаат нашата стара верзија, тие не ја знаат нашата историја. Едноставно луѓето кои што ни се непознати полесно не поддржуваат бидејќи го гледаат моменталниот потенцијал. Не ја знаат нашата детска верзија, не го знаат нашиот стар идентитет и едноставно самиот однос со непознати нема таква да кажам, нема товар на големи недоразбирања и може лесно да произведе
а плодоносна соработка. Моја топла препорака е секогаш да се градат екосистеми, односно што е можно повеќе луѓе да вклучиш во патеката во која што одиш. Тоа значи ти да побараш помош, идеја, поддршка од некој, некаде по патеката и ти да дадеш некому. И ова ќе обезбеди еден одличен круг, односно проток на енергија. Некои луѓе се присутни на мојов канал само за да слушаат, бидејќи ова резонира со нив. Некои се тука кои што вежбаат, ги разбираат овие процеси, навистина се трудат и сваќаат дека не се сами во процесот на промена. Ова место и овој мој канал не е за совршени луѓе, туку за луѓе кои што се свесни и кои што се на патеката, на постојаната патека на подобрување и унапредување на сопствениот живот. Се што споделувам со тебе е да иницира момент во тебе да си поставиш прашања на себе си кои што ги избегнуваш.